повторно се случи еден невиден преседан или како што позицијата наликува да го каже тоа политиканство класично, со неизгласување на извештајот за работа на јавното предпријатие Водовод, повторно директни заложници се граѓаните на општина Куманово и непосредно функционирање на ова јавно предпријатие, овој пат директна одговорност од страна на опозицијата која што работи во Советот. Значи, програмата на јавно предпријатие за 2014 година треба да биде донесена од страна на Советот поради фактот дека ова јавно предпријатие не може да функционира без истата, не преча. И секој понатамошно функционирање на ова јавно предпријатие без програма на сила значи злоупотреба во делот на она што значи непречено функционирање на ова јавно предпријатие. И повторно се покажува фактот дека овдека не се носат политички одлуки мотивирани од конструктивност, туку се носат политички, тоест лични одлуки мотивирани од личните желби и амбиции на поединци сакајќи да покажат свое учество во рамките на работењето на овој совет, а не и конструктивност. Ако имате еден деловник кој што е на сила, кој што мене ме задолжува да го спроведувам така законот како што е напишан, а немате пишани акти, а имате стекнати норми кои што се на сила со години во овој совет, јас сум должен да ги почитам. При тоа, значи, сите вработени советници во јавното предпријатие немаат право да се изјаснат, но истите доколку се присутни во салата на советот во моментот на изјаснувањето се вкалкулируваат, се метнуваат како присутни советници во моментот на изјаснување и при формирање на кворумот. Тоа значи, хипотетички поставено, доколку имате повеќе од половина советници вработени во јавните предпријатија, тогаш вие де факто не можете никогаш да донесете одлука. Но за жал праксата е таква и се додека ние не добиеме автентично толкување на законот за локална самоуправа кој што го дефинира тоа истекната пракса, ние не можеме непречено да функционираме во овој дел и секогаш ќе имаме вакви проблеми, се додека опозицијата не почне конструктивно да размислува. Овој пат повторно немаше коректни забелешки на програмата, а всушност истите не гласаа за програмата, не ја поддржаа, гласаа воздржано. Свесно ја блокира работата повторно на ова јавно предпријатие, како што и минатиот пат се случи со јавното предпријатие Чистота и зеленица. Значи, ова е невиден преседан и невидено лицемерие кон граѓаните на општина Куманово од нивна страна. Рековте дека последици од ова недонесување на одлуката, неизгласување ќе трпат граѓаните во Куманово. Значи, ние како актуелна власт, првенствено, нели, директно најповиканите, градоначалникот, директорот на ова јавно предпријатие и ние како коалиционо мнозинство во состав на овој совет, секако дека ќе изнајдеме инструменти за непречено функционирање на ова јавно предпријатие, бидејќи истото не смее да се сопнува вакви технички или процедурални препреки. И покрај сите заложби на централната власт да ја блокира работата на ова јавно предпријатие како примарен ресурс и давател на примерна услуга на сите граѓани на општина Куманово, сепак повторно советот, тоест опозицијата, реши така како што реши да ја блокира повтор пат работата. Значи, цена останува иста и дале. Дефинитивно нема никаква промена во цената. Добро. Во рамките на нашите заложби како коалиционо мнозинство, ние тоа нема да го дозволиме да граѓаните почувствуваат било каква директна последица по својот джеб поради непродуктивните и нереалните политики на господин Груевски и ова централна власт, која што во континуитет врши притисок за промена на индиректна промена на цената на водата кон крајните корисници, а тоа се нашите суверени.